Заев избегна одговорност за Глобал, дали ќе избегнат и можните виновници за големиот пожар. Премиерот нема да бара одговорност од никого за неисправните хидранти во трговскиот центар во Струмица. Ова доаѓа откако пожарникарите предупредија дека ако сите били исправни, катастрофата ќе била избегната или барем бргу санирана. Додека јавноста бара одговори и одговорност за големиот пожар, Заев вели не можел да бара такво нешто, дуќаните биле приватни. Собственици на дуќаните, не е општината собственик на тие дуќани, општината е собственик само на пазарот кој што претрпел штета и организацијата во колективните објекти, како што е еден трговски центар Глобал, е одговорност на самите луѓе кои што се собственици, ниту на државата, ниту на општината, ниту на било кој. Секако хидрантската мрежа работела во одредениот дел, во одредениот дел не била достапна и пристапна. Не барам од никој одговорност или слично. Она што представува плюс проблема сега излезе на виделина, но се провлекува долги години, е неопременоста на струмичката противпожарна единица. Во акцијата од таму беа вклучени само 2 дотрајани камиони, стари 40 години. Она што е плюс симптоматично, не се знае кога последен пат бил извршен инспекцијски надзор на противпожарната опрема во Глобал, но ова прашање одговор немаше ниту Заев, ни испрети одговорите сме ги барале во надлежните инспекции, кои се под надлежност на владата, предводена токму од него. После тоа следуваат и контролите на инспекторатите во државата, веројатно тоа е инспекторатот за труд и социјална политика, техничкиот инспекторат при Министерството за економија и сите други надлежни инспекторати треба да ги прашате, да ви кажат кога последен пат е направено, дали е тоа проверено, каков е односот исто така и на другите објекти во државата и слично. Додека Заев не бара одговорност од никого за причините за пожарот, во Глобал ке истражува струмичкото обвинителство. Надлежен јавен обвинител увидот го вршел во координација со увидна екипа од Крим Техника, МВР и СВР Струмица, а обвинителството повика и вешти лица за пожари и експлозиви и за електрика со цел утврдување на причините за настанатиот пожар. Воедно повикани се и вешти лица од областа на градежништвото и архитектурата, како и од материјално-финансиско работење со цел утврдување на видот и висината на настанатата штета. Трговскиот центар Глобал зад себе има низа скандали, контроверзии и сомнеж за криминал уште од неговата изградба. Прво беше дивоградба, која подоцна беше легализирана, а за истиот случај беше отворен предмет против Заев, кој заврши во притвор пред да биде аболисиран од страна на тогашниот претседател Бранко Црвенковски.